Ако во минатото, во 2008, на 1000 прегледани деца имаше 35 прегледи кои што беа со деформитети, во последната година, 2017-2018, овие бројки се во обратна насока. Едва и 35 деца се со безособености, со нормално држење и без деформитети, додека сите останати, на тие 1000 се мисли, на таа бројка се со деформитети. Причините се многу бројни, почнувајќи од генетскиот фактор, а најмногу современиот начин на живење, посебно тешките училишни торби, повеќе часовното седење пред електронските уреди, седењето во училишните клупи, дури и креветите, душиците на кои што спијат исто се многу важни. Па треба да се има нормален ортопедски душек кој што не смее да биде ниту премногу мек, ниту премногу тврд, нормални душеци. Значи училишните клупи не можат за сите деца од 1 до 8 оделение да се со иста димензија. Затоа што не можеме дете од 1 оделение до 9 оделение да седи во иста клупа и училишното столче. Па пожелно е да се раздвижиме кога ќе станат и да се растегнат. Обичното истегнување, например, кружните движења на главата или движење на главата напред-назад, знаеме како почнуваа вежбите порано на часовите по физичко, или кружното движење на главата, значи во лево или во десно, и вежби на рамениот појас со рацете, значи со истегнување на рамениот појас. За долниот дел од телото благопријатни се вежбите со клекни стани, при тоа што рацете се држат испружени напред во подагол од 90 степени и се повторуваат во една серија 2 пати по 10.